направивме контра протести. Имаме денеска една еколошка акција во која што се обидуваме да засадиме што поголем број дрва. На некој начин компензација за жал за оние неколку дрва кои мора да се одсечат за да се изгради зграда на Финки, а ние сакаме да засадиме нови. Такво ветување дадовме на трибината во саботата, дека во најскоро време ќе засадиме двојно повеќе дрва од колку што беа одсечени. Студентите надвор велат иронично е денес да се садат дрва, кога тие не протестираат против градбата на факултетите, туку начинот на кој што тоа се прави. Јас сум декан пар месеци и не знам детали, но можам да ви кажам дека целата процедура за изградба на овие згради трае подолго време и дека се покриени сите законски и универзитетски процедури. На наставно-научните совети на обата факултети беше изгласана потребата од градба на зграда и дозволата финансиерот, во случајот буџетот на РМ преку МОН, да изгради таа зграда. Освен наставно-научните совети на факултетите, тоа е поминато и низ ректорската управа и низ универзитетскиот сенат. Нашите факултети немаат финансиски капацитет да изградат зграда сам. Ниеден факултет во Македонија, државен, не изградил зграда сам. Секогаш тоа го се направило и овој кампус е изграден од владата, тогашна. Дали сте за барок? Ние како факултет побаравме техничка спецификација само на внатрешноста на содржините на зградата, за квадратура, за опременост, за нас има сервер сали, компјутерски лаборатории и слично. Никогаш не сме имале можност, ниту сме дискутирале, ниту е побарано од нас, ниту сме давале насоки за надворешниот изглед на зграда. Нам ни е битно конечно да добиеме елементарни услови за работа. Не ми одговорите дали сте за барок? Јас лично не сум архитект, ниту би сакал да зборувам за вкусови. Нам ни треба зграда. Тоа ни е почетна и последна наша позиција. Се друго е за нас како факултет и како вработени и деца што студираат внатре, за нас е се споредно. Најважно е да имаме основни услови за работа.